Од овде од пред собранието на Република Македонија, од каде што денеска со нашите барикади и блокади и во живо одат нашите обраќања на суверенот, бранителите на државноста на Република Македонија, апелирам до секој македонец, македонка, до секој поединец, до секој граѓанин на Република Македонија, без оглед на своето етничко потекло и припадност, да биде свесен, совесен и одговорен и да ја исполни пред се својата граѓанска должност, да ја покаже својата лојалност кон својата држава, Република Македонија, со тоа што ќе дојде на местото на одбраната, на сето она што во тек е и се погазува, се етапно се одзема дел по дел од правата и слободите на македонскиот народ, а исто така и на македонската држава, која што е исто така еден ентитет, значи правно лице во меѓународниот домен. Бидејќи се соочуваме со ненормална ситуација, каде што ние, македонскиот народ, се покажа дека треба да ги најдеме соодветните или да создадеме нови начини на кои што ќе се одбраниме, ќе се заштитиме и ќе го сочуваме сето она што ни припаѓа, а сега се погазува, ни се оспорува и од кое што ние се сме лишени, фактички сме обесправени како народ и како држава, а тука е значи да го заштитиме и сочуваме името, идентитетот, јазикот, историјата и културата. Нема друг начин тоа да се реши, затоа што тие кои што сега во наше име тоа го прават, не го прават во наш интерес и ќе го решат на наша штета. Затоа совесноста и одговорноста да биде на највисоко ниво и вистината е дека самиот македонски народ и сите граѓани на Република Македонија, кои што си ја сакаат и сакаат да си ја сочуваат каква што е државата, можат да го оспорат тоа. А основно барање, значи од кое што секогаш почнуваме, од пред некое време, значи, меѓутоа особено сега, откако почнаа тие расправата за уставни измени и гласањето, што се случи, е барање неотповитлива оставка од нелегитимната ненародна власт. Значи, тоа е прво и основно барање. Без тоа не може на ништо друго да се мисли, ниту да се надева. Тоа е илузорно. Значи, тоа е погубно. Затоа што на крај ќе останеме оставени, заборавени, значи затоа што тоа не е пат кон подобар живот, ниту кон Европа, ниту кон некој повисок развој. Тоа е вистинско, значи извесно уништување на државата и на македонскиот народ. Наши сограѓани, ако сакате да живее македонскиот народ, со кој што живеете и споделувате се, и добро и лошо во животот, ве молиме, бидете совесни и одговорни, застанете на линијата на одбраната и барајте неотповиклива оставка пред се на оваа власт, што со ништо не заслужила да остане таму каде што е, а заслужила да се најде на место каде што ќе плати, ќе одговора за се што е направено против сите природни, државни закони, уставот и меѓународни правни норми и правила. Благодарам.